вистински приказни, кои што на моменти може ќе ве насмеат, но ќе имаме различни емоции. Но едно да знаете, тоа што ќе го гледате, тоа е реална приказна, која не се случило еднаш или некогаш, туку постојано се повторува во годините на нас. Обично работиме со булинг, со училишта, со учениците. Ама овој пат патевме малку и поинакви теми, нешто што се случува исто така во училиштата, во секој училиште и што беше споделено од колеги на ваши колеги на некои што сте тука во овие редови. И она што е карактеристично за форум театарската представа што сега ќе ја видите е што нема да има глумци, професионални глумци. Туку тој кој што го чувствува тоа секој ден, ќе го видите на сцената. Добар ден, директорке. Добар ден. Како сте? Добро, вие како сте? Добре. До вас малку да прашаме Повелете. ситуација. Имаме еден ученик и 25 неоправдани. Не, знам, тоа е наше дете. Да. Ве молам, немојте. Денеска имаме една друга ситуација со колега кој што конкурирал. Така што да ја почекаме само заменик директорката да дојде да видиме ова како можеме да го решиме, за тоа ако треба ќе искористам и дискреционо право, ќе оправдуваме, ќе правиме, нели, наше дете, наш родител, сето тоа може да почека до утре, колега. Добар ден, како сте? Добри. Наарно нека сте ме повикале? Па баш наарно и не знам. Педал, Браво. Здраво. Заарно не знам како ќе не да го извлечеме наарно ако може. Да. Вие знаете дека ние објавивме конкурс за колегата што си отиде во пензија, треба да дојде нов колега и знаете кој требаше да дојде. Наше. Уште со лична карта што не го дадовме огласот. Да. И знаете кој е, чиво дете, како колегата треба 3 предмети да предава, ама имаме приговор и одлука по приговорот, друг колега ќе ни дојде. Нема шанси. Кога ова? Значи не се откажал. Нема шанси ова да се случи, не. Ве молам. Не, нема шанси. Значи мора да се преземе нешто. Да превземеме, да, но шансите ги има, колегата денес доаѓа. А што се направи тој за нас? Јас му ветив дека ќе биде тој. Што сега? Што да му речам, ајде? Ама да го држиме во ветувањето. Как? Знаете, партиски, акциски, секако. Вие ќе ги инструирате учениците, колегите, нашите активисти и сето тоа да му дадат до знаење каде дошол, по каков пат дошол и со кого ќе работи. Па Значи? може би и самиот ќе се откаже. Тој се одлучил законски да си тера по свое, така? Тогаш и ние ќе му покажеме, и ние имаме свои правила. Значи, правото и правдината не одат заедно. Барам ваше барање, дозвола, директор. Затоа и ве повика. Ова Затоа и не ве може повика, вака. вие знаете Нема све шанси. сработено од ваша страна, знаете кого да активирате, како. Вистина не беше. Но ве молам, сето тоа така, нели? Уживајте. Нашински Не ни е направено, попат. нели? Уживајте, Добро. да. Одам, имам некој состанок, колега, ви кажам, значи благодарам. утре ве молам за тоа. До гледање, се гледаме. Што ќе Гледање. биде, ќе биде. Благодарам. Ало? Здраво. Да, знам кој си. Тамам работа. Па добро, работиме, шо? Знам. Па така требаше да биде се, шо? Па добро де, само ние сме криви? Не. Кај ти е дипломата? Нели ти понудив решение? Ме, кај сум јас, по мојата диплома? Ти рече сам ки си терам. Не е само наша вина. Добро, знам што направи за нас. Не мора да ме подпетуваш секои 5 минути. Знаеш што? Имаме некој план, така да не си секирај, не е касно. Ке смислиме нешто. Ајде, Надежда последна умира. Ајде, имам работа, те молам, не. Ајде, ке те побарам јас. Ајде, чао. Конечно пауза.
добро ќе ни дојде по едно кафе. Мислам, нели? Ајде, Секако. јас како Поема најмлада, кафе, малку да се освежиме. Јас на како- Жешкова, како најмлада, јас ќе ви сварам по едно чаша кафе. вода. Сладко Договор. Милче, сладко. Билка без секер. Туку нешто да ви кажам. Кажи. Знаете ли дека од денес во нашиот колектив имаме нов колега? Ајде. И замислете, не е од нашите. Ти се знаеш. Па слушнав. Од каде? Имам извори јас од каде да слушнам. Мислам дека конечно некој соодветен доаѓа. Тоа да видиме. Со соодветно образование, колку што видов и јас. Ќе видиме дали ќе биде така. Колега рековте? Колега, да, колеги, колешки, што правите? Добар Добри сте? Добри сме. Ви гледам убаво расположени, си шушкате ви. Па да, шушкаме. Па сигурно знаете, тогаш новости, што вака си шушкате меѓу вас. Нема шанси да ви бега нешто на вас, нели? Ништо не знаеме. Како ви не знаете? Не знаеме, Нема шанси да не знаете. Знаеме. Епа, што знаете и Може јас? би колешката знаеме, ние не Па знаеме. добро, тогаш, па сум јас, нели? Другасти да ви известам. Вака, нели, колегата што ни беше по економски предмети, си замина. Така се случи, ни дојде нов колега. Ама, ете, имам слушната дека не е баш лоши Не е зборови за... соодветен, Мај соодветен, па и лоши зборови за него има од надвор, нешто Ќе му не го знам. заглавчиме веднаш. Добре, сега тоа не мора така да иде, нели, ние сме така за дружење, нели, за професионално да се работиме тоа она. Значи од вас знаем што барам. Тотално игнорирајте го. Значи нека знае дека не му е Се местото разбира. тука. Ние сме си колектив, ние сме си дека своја група, нели? Како ќе кажете? Да. Тоа е на здраве кафето, нема повеќе да ви одзема време. Благодарам, здраве да се Ако си имате. одам. Ау, заборавив уште нешто, извинете. На 4-6 кој беше класен? Милка е. Каде е Милка? Е, Милка! Тука сум. Вака, значи, со твојот клас имам така, нешто да разберам. Да. Ако една проблематична питање, не сум се Во ред, во ред, на тоа не има проблем. Поздрав, колеги! Ки службата? Служба. Да, службата ќе реши. Ќе разговара, ќе го реши проблем. Ми забрана ти да дишам още малко. Не дишиме веќе, одамна не дишиме ние. Игнорирајте го, нити го познаваме човекот, не. Наши, ваши, не знам. Цело време За тоа. жал така е. По-добро е Така маско било, некаде. а порано не било така, од секогаш било така. Штијат. Не Добар знам. ден, колеги. Добар ден Како сте? колега. Јас сум новиот професор. Да, ние се среќа. Било нешто правите, добри сте. Добри. Вие како Некој сте? само да се запознаеме, тоа за ние, да се снимеме. Со среќа. Аз се надевам дека ќе поминеме убаво. Да, секако. И извинете што ви сметам, но Не, како пречиме, повелете фирмата колега. Добрно. Биде и кафето пиеме. Колега, Ало, значи тоа е мој столче, јас седам таму. не знаете што Вие сте најмак тука, Прв ден ми е на работа, прв ден ми е на работа, не, нема повелете, имам. Повелете. Таму. Точно се наши, како можеме мојот? Значи Цветанка се знае. Како, што се знае? Во нашиот колектив секој си го знае местото каде Ма му. ние сме воспитна образовна институција, А, колеш. нормално, Како ако- однесување, не ми се Сега верува. сме биле Како почетници. прием приведивме на новиот колега, не ми се верува. Секој бил Не ми почетник се и верува. секој си знаел каде треба да Си го седне. најде местото тој таму. Жеби? Енвер, ти се? Кај си, па ти си Кај тука. се, бе, другар, Што бе? правиш? Па ти си новиот колега? Новиот, јас сум. Со среќа да Толку ми е. е убаво што гледам еден познат тука. Фала Богу, ќе зборуваме за фудбал сега. Да. Како За си ти? фудбал. убаво, значи прв ден ми е, Како поминаш? па тежок некако ми беше денот, Зошто бе, Енвер? па ми игнорират, не знам така, мене ми се чини колегиве, кој ме поздравува, кој не ме поздравува и така. И сега имам час со четврто 6 мислам, ќе видам и учениците како ќе ме пречекат. Ти се навикнеш, ова е Дај регрутација. Боже, Ти дај се Боже. навикнеш, сите така сме биле. Па тоа, дај Боже, мислам да ме примат учениците барем убаво. Ти биде добро. Ти биде добро. Ти биде. Што е ова работа, бе? Која? Маđевит, нели кажав, дружење, кафе, муабет, нема тука. Што? Школски ми е Па што ми е 12 гајлако години тие заедно. школските, молам. Може малку? Да. Значи сега почнува часот. После часови кај мене канцеларија. Се правиш наодрен или не ме слушна? Не бе, не те слушнам. Се договоривме Сите нешто? те слушнаа, а дали те слушнам? Те молам.
Океј. Не треба така. Колеги, звонеше. Ајде бе, молам сите на час. Само На нанос ни испадна кафе. Тилот си го стави за Некој заврши. не колега следам пати заедно да пиеме. Давай пати. Ајде. Добар ден, ученици. Како сте? Ученици? Значи, како што можете да видите, заедно со мене е заменичката директорка и има една многу важна информација која што треба со внимание да ја слушнете. Благодарам, Милка колешке. Добар ден, драги ученици. Добар ден. Знам дека ви е чудно што сум јас тука. Секога сте навикнати вие да доаѓате кај мене. Ја знаете канцеларијата моја, нели? Меѓутоа, некога се случува и јас да имам потреба од вас. Тука сум да ви известам нешто. Значи, вашиот професор по економски науки што беше си замина, па дојде нов професор. Нов, пак нов. Па гледам, знам дека не е добро и за вас. Знам. Ај не е толку соодветен, ќе видите и сами вие. Меѓутоа, знаете вие. Знаете вие најдобро како тоа да го направите, значи да му покажете дека не е секој за наставник. Не го бива секого, нели? Па нели? А што и да ви треба, нели? Ја знаете, мојата канцеларија, тука сум за вас. Се ближат тестови, испити, молам? Па сега крај на школска. Па, за било што, за било што. Екскурзија имаме, нели, ќе организираме се. Тука сум. Така. Значи, знаете вие, нели? Да рачунам на вас. Не сакам, нема да ве одземам од времето. Ајде, ќе се гледаме. До гледање. До гледање. Ај, нов професор имаме и малко нови. Некој ползва, да? Ај, да би требало да е некој вака брам. Ај, да би интересно. Добар ден, ученици. Вие сте четврто 6, така? Јас сум новиот професор, ќе ви предавам 3 предмета, значи ќе имаме 8 часа неделно со вас, значи највише часови ќе имам со вас. Ве молам полека само да ме слушнете. Знам дека сте се навикнале со претhodниот професор, но јас ќе направам све и со вас и со мене да поминете убаво. Ќе видиме, се надевам дека убаво ќе се поминеме. 3 предмета економски ќе ви предавам. Една минутка само и нема да ве задржам, ова е само за 3 предмета, да? Прв час ќе ни биде во четврток, значи четврток имаме први, втор час со вас, па да не ве задржам. Дали ќе ставате петки професора? Ако учиш, ставаме и петки, и четвртки, колку учиш, толку така оценка. Толку, четврток се гледаме 2 часа, пријатно, ајде. Колку од вас ја разбраа приказната со кревање рака за потврден одговор? Кренете рака. Океј. Колку од вас сметаа дека ова е вистинска случка или можеби ви личи на нешто што не е реално? Исто кренете рака. Аха. Ова само ви личи или имаме ли такви кои што ова го посведочиле до сега во нивниот работен век? Да. Некој дигна рака уште пред да довршам реченицата. Океј. Овие кренати раце зборуваат многу. Зборуваат дека не сме промашиле темата, ниту публиката. Зборуваат дека ситуацијата е многу сериозна, а затоа служи Форум театро да ги отвараме сериозните теми. И она што денеска го правиме е да видиме кои се тие модели што ние би требало да ги следиме, вака како се ги опише. Дали тие имаат моќ да променат нешто или имаат страф и ќе останат во масата. Најчесто остануваме во комфорот, во масата. Се претопуваме со истите, сличните. Не сакаме да бидеме различни, бунтовници,
со причина или без причина, затоа што така не ни е комфортно, па посебно ако сме ничии. Кога сме нечии е малку полесно. Ова ничија страна прави тие што имаат такво чувство да останат пасивни најчесто. Ве молам, денеска не, имаме проблем, чекам да дојде и заменик директорот. Знам за кој случај се работи, наше дете, наш родител. Ако треба, за да не се заморуваме со разговори, со инспекции, со сето тоа, ние ќе ве молам, дискреционо право ќе искористам, ќе оправдаме нешто, ќе го сведиме на тоа да не треба ученикот да биде. Добар ден. Еве дојде и заменикот. Така сте? Добро, благодарам. Да. Односно реков добро, ама не е добро и нема, не знам. Повтор пат денеска го слушам ова дискреционо право и страшно ме изиритира. Многу често сме сведоци на тоа, наше дете, ќе му попуштиме оценка, па гледа нема единица да му ставиш, не го стави на полагање, па како тоа двојка треба петка да има. Страшно сум против тоа, баш од таа причина што прво на тие деца не им покажуваме како правилно треба да се однесуваат во општеството. И им покажуваме дека многу лесно секој ќе заврши нешто за нив и кога ќе се соочат со суровата реалност, тие први подклекнуваат и први губат. И всушност ние ништо не сме направиле, ништо не сме ги научили. Така да, според мене треба да има една прво голема самоконтрола и да има само почит кон професијата, за да престанат професорите и директорите ова да го прават, а второ треба да има многу поголема контрола од надвор. Може да ја замениме улогата на педагогот, која е во пасивна улога и да го видиме како изгледа. Може да го замениш педагогот? Педагогот е сигурно. Еден аплауз за вршењето на мразот. Кој дел ќе го? Добар ден, повелете. Како беше имаме проблем со ученик, така? Да, наш ученик, вие како педагог. Неоправдани. Добро, извршени разговори, за кој ученик? За ученик на наше дете се работи, мислам на нашето дете. Ако е наше, знаете, нема потреба да сликуваме наставнички совети, советување и сето тоа ќе го решиме меѓу нас. А јас имаме друг проблем денеска. Пред 2 години имавме сличен случај директорке. Исто имавме таков ученик кој буквално не малтретираше сите, заради колешка се трпевме. И на крај кога дојде до 26 неоправдани застанати, магично му ги поправивме, да после што се случи, всушност не зборуваа уште на вести за него. Ништо не се случи, спасивме едно дете од понављање, спасивме едно друго училиште, ако го пратевме во другото училиште и таму тоа ќе си ги правеше тие проблеми. Родителите толку се работуваат, детето така учи. Па нели зборувавме и на минатиот совет дека сакате рейтингот да го покажете на училиштето. Вака нешто. А со 5 оправдани ќе го покачам рейтингот? Не, ова дете треба да повторува година. Готово, завршена работа. А што сме направиле? Само на едно младо дете, зошто не сме? Каде сте вие како педагог тоа да го процесирате? Ако сте работеле и со родителите и со ученикот, тој немаше да отсуствува толку, ќе знаеше кои мерки му се превземени. Ако се сеќавате, се обидов да го донесам и кај вас на разговор за тоа што колешката бараше, но ги тоа. Колешка, ако се сеќавате, сите знаеме кој е тоа дете и знаеме што должиме, кому должиме и што треба нешто. Има барем промена, некој се обидува нешто да промени. Не е нем пред проблемот и пред неправдата, се обидува. Сега, бидејќи тука имаме дисбаланс на моќта, имаме директорка која што е авторитативна потешко биодело. Да. Добар соработник, конечно, пауза колешки, Бога ми е жешко. малку да се одморим. Раздивнеме малку. Ќе биде добро по едно кафе да се напиеме, нели? Ајде, јас како најмлада и тука меѓу вас. И вредна. И највредна. Ајде, сега да не кажам. Ќе сварам кафе за сите, може? Не, без шеќер. Средно за мене, не. Како се никој? Добар ден, колеги, Много колеги. тешко. Слушам се, Много кајте тешко. муабет. Да.
слушкате, сигурно сте слушнале новости што има, што нема така? Да. Нема шанси да ви бега нешто на вас? Не сме слушнале ништо. Па тогаш јас ќе ви известам. Значи, колегата што беше претходно си замина по економски предмети и сега имаме нов колега. А за кого нема и многу добри муабети од надвор, така некои лоши работи, не знам што. Значи дека не е соодветен за нашиот колектив. А ние веќе не се познаваме меѓу себе, имаме своја група и не ми треба така. Че вие си знаете што треба да се направи. Што ќе кажете, како ќе кажете, така тотално. Па ние ќе се седме на кафе муабет, така, обавезно. Ајде на здравие кафето. Благодариме. Здраве да си имаш. Се гледаме. Ни го забранат и воздухот, ќе ни го забранат, ајде. Како сме тргнати? Не ми се пие ни кафе, веќе Добар ден, колеги. Добар ден. Како сте, добри сте? Јас сум новиот колега, ви познавам. Денеска ќе видам ваш колега, се надевам дека ќе поминеме убаво. Поведете, дојдете се видите колега. Зошто? Седи друг колега? Да, молам. Значи, тоа е моје место. Стоп! Имаме рака. Пред да влезе новиот колега? Ајде, врати се назад. Се вратам? Да. А имаме нов колега во колектив. Да. Кој? Да, не е од нашите. Не, овој пат не е од нашите. А кои се ваши? колеж. Кои се ваши? Кои се наши? Сега ние си знаеме кои се наши. Ја опес. Вие не знаеме за нас. За вас. Како се? Јас и колешката сме од иста страна. Не знам дека има страна, има добро. А може да ми објасните што кои се нашите, кои се вашите, да знам, пред сама да знам. Така срца. Не сме од власт. Како не знаеш? Аха, тие се наши? Па тие сме наши. А ако се смени власта? Па тогаш ќе си размислиме. Тука сум со години, прв пат слушам наши, ваши со промена на власт. Колешке. Јас сум наши со сите вас, оти сме сите заедно овде. Добро, колешки сме, ама партиски сме определени. Например, не сме на власт. Добар ден, колешки. Како сте, добри сте? Јас сум новиот колега. О, здраво. Како си? Еве, фалам убаво. Ти тука си? И супер. Ти си новиот колега? Јас сум новиот. И мене ми е драго што барем еден колега ми е познат. Да. Како сте, добри? Добро. Како поминувате? Еве, малку пак. Фала, многу мислам. Денеска ми е тој ден како малку по тежок ден некако. Колега? Молам. Значи, Ова е нашиот нов колега, запознајте се. Значи, првен треба да му кажам дека јас седам таму на тоа место, така да... Нема проблем, те речела седни кај мене. Дојди повели. Нема, рите, нов колега да се причека. Не, јас станам, јас сум нов тука, па еве. Не, седам нова место и сакам да продолжам да седам. Не знае дека е ваше место. Колешке во нашиот колектив од секогаш се знаело кој каде седи. Седи си. Секој си има свое место. Ако е нов, и јас сум била нова, па сум седела на друго место, каде ќе ми кажат, таму ќе седам, а не да земам нечие место. Значи, колешки, ти седни тука, јас двамо ќе седам само, не, ичме. Ајде, тука седам јас од Абе, што е ова работа? Што кажав пред малку, дружење, кафе, муабет, нема тука? Пауза е. Што правите? Пауза е. Пауза е, нека е, правилата се правила. Нема што. Да му посакам добре да може малку на Може после ако ќе завршат часовите ќе може. Сега сакам да се видам со колегата. Ќе мора да дојдеш кај мене во канцеларија после часови. Мораш? Па после часови ќе дојдам. Заборави кој те донесе тука? Заборави? Ме донесе мојата диплома. Молам. Ме донесе. Остај ги ти, јас ви знам тие работи. Молам. Ако сакаш да останеш тука, кај ми ги вадите работите стварно не. Сакаш да останеш тука, значи да ги почитуваш правила. Стоп! Има ли некаква промена во ситуацијата или нема? Има. Каква? Меѓу нас. Има уште една жртва, некој вика. Има ли друга промена која ја видовте? Има подршка на жртвата, а новиот професор не е веќе сам. И тоа е многу важно во тој момент. Знае дека некој не поддржува.
И оно што е многу битно е давањето поддршка на жртвата во овој момент. Жртвите се тие што нема да го заборават проблемот кога ќе излезат од наставничката канцеларија или од училиштето. Ќе си го однесат дома и утре ќе дојдат повторно со истото чувство, затоа што тоа нема да исчезне. Па, добро ученици, тоа беше се што предвидовме за денешниот час. Темата за почетокот, иницијативата на Втората светска војна. Сега за сега имаме уште толку време колку што ни е потребно да ги одговориме вашите прашања. Ако нешто има нејасно, ќе продолжиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ученици. Добро, директорке. Што правите? Еве, предавам работа. Работиш? Да. Која тема? Втора светска војна. Иницијатива. На таблата не гледам ништо напишано. Па има презентација. Ништо не ми значи тоа подготовката да идем. Не ми изгледа дека баш се имаш глупости пишувани. Ај, продолжи. Проверете ова, нешто... Добро, ученици, да продолжиме. Значи, едно од вашите прашања беше како изгледал Хитлер, нели? Па, како што сме го гледале во филмови, во слики, статии за него, тој бил еден човек со една просечна висина, некаде 1,70 м, може да и понизок, со темна коса, така еден остар поглед, со темни очи, со бркови на мал дел од лицето, едната рака. Да, Кај завршивте вие историја? На УКИМ, на катедра за историја, на филозофски. Изгледа часот кога било за Хитлер, вие сте го преспали. Затоа што трескате буквално глупост. Абе, Хитлер бил поем. Тој се борел за риевската раса, значи бил нешто многу голем. А вие тука ми зборувате, бил ваков, бил онаков, бркчиња, не знам што, не знам како. Малку да се преиспитате и да не им зборувате на децата се и се што. Ајде, служба, да одиме. Ајде, пријатно да сам. Ученици, бидејќи помина времето од часот, едноставно како изгледал Хитлер и кој бил, јас ќе оставам сами да истражите на интернет. Има од каде сега да се најдат нови содржини и сами ќе дојдете до заклучок како изгледал Хитлер. Ви благодарам на вниманието, се гледаме нареден час. До гледање. Кај си бе, Вале? Добра? Да, не е добра. Добра си, мама, хај. Што се случи? Како што се случи, бе? Пака имене директорот со службата на час. Трет пат месецот. Абре, аман веќе па. И се нешто му фали. Има крајува? Таа контрола од директорка, од служба. Нема Не грижи се, пушти. Нема. Ајде да одиме да си напиеме по едно кафе. Што ти, Вале, што ти стисува добар? Нешто. Има контрола на час и малку се... Што се вознемири? Е добро да контрола Контрола ко контрола, ама 5 пати месечно кај мене. Ти работиш многу за тоа. Затоа кај да Ако ама што не ги пратат кај вас, што дојде кај вас директорката. Највредна си ти за Па тоа. сега кој... Ајде, Вале, ела кафе. Ќе дојде кај вас да вели. Само нешто се жали. Се нешто не се ви одговара. Сега директорката српска, топ, екстра. Што не дојде кај мене? Зошто кај не вас? Се за екскурзија. Добар ден, како си директор? Не, волкот на Е, што така ви текна за мене, бе? Па не знаме, ве се одаде по часот. Е, па нормално. Па зашто кај да се ведете малце? Да се знае кој е добар, кој не е добар. И на кој му треба контрола, кој глупости работи на час. Апсолутно.
Вие како? Много добро. Вие дадите како да кажете да студија. Супер, значи дојде од Министерство допис, може да одиме Италија одиме. Ама знаете што? Знаеме список, знаете. Готово директор ќе средено се знае. Така не имам накаде. Се знае. Се знае веќе. Аха, кај вас или не бе кафички пиеме која? На светка на што? Не бе, не. Туку знаете што? Ако е сретнете Валентина, сега завршам да веќе уште една минута веќе звони, кажете дојде ме да поцелуваш. Важи, договорено. Чао. Чао. Да, Валентин. Добро. Добро? Да, добро сум. Добро сум. Вале, ја мислам дека не си добро. Зошто? Па затоа што бевме минатата недела систематски. Да. И ги гледам резултатите кои воопшто им се допадна. Не го знаеш ти резултатот, сега ќе ти кажам те, понека, не се малку. Тука пишува дека притисокот е 140 лева. Знаеш ли што значи за млада жена од 45 години 140? Бе на часките стрехи на некој ударбе. Како бе не е висок? Не, слушај да ти кажам јас. Па шо? Значи, јас тебе знаеш колку чу. Втора сестра си. Една имам, ти си ми втора. И многу сум загрижена за твоето. Јас имам предлог. Тогаш моето здравје е во ред. Не е во ред, за да ти кажам. Значи, ја ти давам предлог да одиш во инвалидска пензија. Во инвалидска пензија? Да, седи. Има шанс. Не, седи. Слушај, ќе ти објаснам. Значи, има шанс. Лекарите, комисијата се мои. Да нема ни да ми даде мене ништо. Како нема да ти даде, слушај, ќе ти даде, значи со овој наук. Ти не си способна за работа, па и преска на часот да толку си способна за работа. Значи, одиш во пензија, фино, лепо. Не сакам, не сум јас болна и не можам, нема да ми даде. Валентина, одиш во пензија, седи. Толку. Бидејќи јас сум наставник по историја, во овој случај кој да ми дојде на час? Може. Супер, фала Богу една чао. Колешке, добар ден, директор. Науки, катедра за историја, филозофски факултет. Мислам дека вака историјата не е. Вие не сте соодветна која што треба да каже директорке? Зошто? Што сметате дека не е вака во историјата од ова ја што го наведов и го Па објаснив? аспектите во историјата кој како сака така ја пишува. Не е точно, историјата користи извори. Кои извори? Устни Моите пишани. извори и вашите извори не се исти. Не користам ја своји извори во историјата. Историјата е наука. Јас ова го имам прочитано дека во конкретниот однос за Хитлер, дека едноставно Хитлер бил величина во тоа време. А вие тука ми зборувате како бил ваков онаков. Директорке, ние децата ги учиме дека не смееме да шириме расизам, уставот на нашата држава го забранува тоа. Да, ама периодот тогаш било сосема друго. Токму така. И тогаш не бил величина Хитлер за сите. Мора мултиперспективно да гледаме на тоа. За некого бил величина, но не за сите луѓе. Не бил, секако за сите не бил величина. Не, мислам дека, колешке, еве и денешната историја што ја гледаме, сосема друго ни покажува. Така, дека предходно ние македонци сме биле не македонци, дека вака и така се и за Хитлер ни го зборувате исто. Ајде видиме историјата во... Добро, директорке, вие знаете ли како се викате и презивате? Јас? Да. Да. Па знаете ли што сте од дедо, прадедо? Па Знам, може да ама каже дека не сте македонка? ме негираат. Ама ако вие... Заврши часот по историја. Што правиме? Дали сме задоволни? Па да. Од мојот однос или од директор? Дали дојдовме... Па мислам дека ниту една разбирање. директорка вака не би дошла на час, мислам со ваков однос. Разбирање нема, тоа е ограниченост во работењето, вака менаџер не смее да постапи, прво и основно, не само пред ученици, насамо со професор, тоа е основна работа.
Мислам дека еден директор ваква екскурзија не би се дозволил. Тоа е моje мислење. Може би има директори што јас ваков директор не сум сретнала. Има климат со глава и гледаме. Добро, може би има. Јас не велам не сум сретнала ваков директор, меѓутоа кој да ми дојде часот е мој и само мој. Директорот може да наблюдува, потоа да ми каже со стручната служба за белешки, позитивни и лоши страни на часот. На часот не сме никој да ми се меша. Ајде, ако сакам дека се на час, може пред да влеземе било кога. И така, одговор на вашето прашање, кој е и како изгледал Хитлер, значи знаеме кој е како лик, само што ви раскажав за тоа како изгледал. Колешки бил со средна висина. Каде се завршивте вие историја? На филозофски факултет во Скопје. Директорке, мислам дека е доволно за ова, затоа што децата се дека ќе тоа после во канцеларија ќе зборим. Океј? Не можам да се тргнам заради тоа што количката дека децата се овде. Извинете. Да. Децата се овде и сметам дека за ова може да зборуваме во канцеларија. Вие не сте компетентни и мене да ми кажете каде да се зборува и ве молам да станете до психологот, а со вас потпати. Вака само да ви кажам, кога збориме за компетенции, јас сум единствениот компетентен. Вие сте некомпетентна заради тоа што менаџер не кажува каде разговарале и каде завршиле факултет останатите. Ти ги ми кажеш. Не. Ти, вчераш. На мене се 30 години стаж. Па не, немаш 30 години стаж како директор, како наставник. Без разлика. Со разлика. Не, ќе излеземе заедно заради тоа што не е во ред пред децата да правиме оваа сцена. Ти ми кажеш што е педагошки, што не е педагошки. Стоп! Ова може да се врти во круг утре? Да. Дали имаме промена? Каква? Позитивна? Која е промената? Сега професорката по историја е лабава, една страна, не е осамена, некој дава поддршка. Дали видовте каков проблем има директорката се? Сега она има проблем со самодоверба. Се надам дека ова нема да остане тука и ќе имате можност да го споделите и да ги инфицирате другите ваши колеги со што е тоа интегритет, што е тоа храброст, што е тоа доблест и што е тоа позитивен модел. Кога ќе гледаме вака, кога ќе доживуваме што се случува, ќе ги фатиме овие тенки нишки на суптилен мобинг, на суптилно насилство, рафинираните методи на кои многумина се спремни. Тие ситуации треба да не извадат нас од колосек и тогаш да реагираме не штедејќи се себе си.